Почитувани, последното поскапување на електричната енергија, бензините и парното грејење станува неподносливо прашање за преживување на стотици илјади семејства во Македонија. Куповната моќ на граѓаните кои пред последниот ценовен шок беше ниска, уште повеќе се намалува, особено се одразува кај невработените, сиромашните, кои што уште сега мислат како ќе преживеат престојната зимска сезона, во која онака нивниот ниски буџет нема да стигне за да може да ги подмират своите сметки. Со последните цени, дури и граѓаните кои имаат редовни и релативно високи примања ќе почувствуваат силен удар врз семејниот буџет. Со последните зголемувања на цените на електричната енергија, на бензините и парното грејење ќе ги чинат домашниот буџет дури повеќе од 350 евра на годишно ниво. Произлегува дека граѓаните ќе мораат да се откажат од цела една просечна плата годишно, која е како резултат на сите овие поскапувања. Но тоа не е се. Уште пострашна е инфлаторната спирала кој се заканува на Македонија поради поскапувањето на бензините и на електричната енергија. Неизбежни стануваат поскапувањата на лебот, брашното, маслото и на другите прехранбени производи, но и на останатите основни производи и услуги кои се потребни за нормален живот на едно семејство. Се заедно на Македонија се заканува уште една поголема сиромаштија, каде најпогодени слоеви ќе бараат начин како да преживеат во ова 2012 година. И покрај секојдневните повици, владата на Република Македонија не покажува дека има намера да ја прифати предлог-мерката на опозицијата и да ја намали акцизата на нафтените деривати, со што цената на горивата привремено би се спуштила за неколку денари и со тоа би се ублажил ефектот на инфлаторната спирала и донекаде би се спречиле поскапувањата на храната и останатите животни продукти. Според проценките, Македонија дневно троши по околу 1000 тони нафтени деривати, што значи дека државата само по основ на акцизи дневно инкасира повеќе од 300.000 евра или пак на месечно ниво тоа е околу 10 милиони евра. Ако владата привремено се откаже од само половина од овие средства, односно од овие приходи, или од само 5 милиони евра месечно, цената на бензините може да се намали и за 10 до 12 денари по литар, со што цените би се вратиле на ниво од пред кога беа 65 денари за литар. Ова би значило огромно олеснување за граѓаните и фирмите и барем делумо би го запрело бранот на поскапувањето на храната и останатите основни производи предизвикани од растот на цената на нафтените деривати и електричната енергија. Благодарам. Дали имате прашања? Секако дека има во наредниот временски период, тој ќе биде одреден и ќе биде соопштен на јавноста кој ќе биде кандидат за градоначелник на Скопје. Благодарам.